Пред заминување, евроамбасадорот Ерван Фуере имаше проштална средба со министерот за надворешни работи Антонио Милошовски. Шефот на македонската дипломатија истакнал дека за време на мандатот на Фуере се случиле повеќе настани од голема важност за европските аспирации на Македонија, извојувајќи ги двократната препорака на Европската комисија за почеток на пристапни преговори и воспоставувањето на безвизниот режим за патување за македонските државјани во Шенген зоната. Изразувајќи жалење што и покрај остварените критериуми се уште не е реализирана споделената цел за отпочнување на преговори за членство во Европската унија, Милошовски потенцирал дека владата и понатаму со несмален интензитет ќе продолжи со реформите за унапредување на степенот на примена на копенхашките критериуми во земјата. Амбасадорот Фуере се заблагодарил за високото ниво на остварена соработка со сите надлежни институции во земјата во изминатиот период, искажувајќи посебно уважување за отворената комуникација и соработка со Министерството за надворешни работи. Тој истакнал дека посакува и се надева на скорешно почнување на преговорите за членство, кои ќе ја доведат Македонија до остварување на незината стратешка цел – полноправно членство во Европската унија. Фуере изразил задоволство од престојот во Македонија, од можностите да се запознае со сите убавини на земјата и од топлиот прием кој го имал од незините граѓани. Министерот Милошовски и амбасадорот Фуере размениле мислења за актуелните политички случувања во Македонија, констатирајќи дека бојкотот на работата на собранието од страна на дел од опозицијата не е начин за надминување на политичките недоразбирања во демократските општества, истакнувајќи ја при тоа важност од интензивирање на политичкиот диалог, стои во соопштението од Министерството за надворешни работи.